Во рамките на 8-то коло од Бизнис лигата на Македонија можевме да проследиме 7 надпревари. Ова коло го отворија екипите на Факом и Сава осигурување. Факом влезе мощно мотивирано во овој надпревар и по серија на фуриозни напади успеа да стигне до предност од 3:0. Резултат со кој се замине на пауза. Во второто полувреме, Факом успеа да го зголеми водството на 4:0, но Сава осигурување ги консолидираше своите редови и успеа да го намали резултатот на 4:3. Сепак, Факом не дозволи целосен пресврт за екипата на Сава осигурување, а на крајот го доби овој надпревар со убедливи 10:4. Стрелци на головите за Факом беа Горан Мауровски, Мартин Митковски, Шенол Аџировски, Селајдин Кадри и Борон Мисердовски, додека погодоците за Сава осигурување ги постигнаа Мирче Маринковиќ, Коста Глигуровски и Данило Апостоловски. Екипата на Лукоил го оправда епитетот на фаворит и го совлада Раде Кончар. Лукоил на своја страна како предност го имаше долгогодишното искуство во Бизнис лигата, како и одличниот напад со кој располага. Екипата на Раде Кончар потврди во одбраната и му дозволи на Лукоил да ја игра својата препознатлива игра, со која дојде до победа од 12:2. Стрелци на головите за Лукоил беа Маријан Цветковски, Дејан Зиков, Мартин Алагјозовски, Жарко Климкаров и Љупчо Апостоловски, а стрелец за Раде Кончар беше Стефан Ицовски. Полека влегуваме у форма, па за понатаму здравје ќе видиме како. Одличен надпревар, си истрчавме тоа. Пред се честитки на екипата. Лукоил беа подобри, искуство да победи, така да тоа е тоа. Во следните надпревари ќе имате некои засилувања во вашиот состав, можеби за подобри игри, подобри резултати. Гледаме да се засилиме со неколку играчи, така да се појачаме малце, да играме поубава игра. Се надам. Независно од големата разлика, 12:2, денеска го изигравме тоа што требаше. Побрзо слободување од топката, побрзи пасови, движење во поле и мислам дека со таква игра успехот си доаѓа сам по себе. Оправдување нема, 12-2 се 12-2, така огромна разлика. Честито на противниците, беа стварно подобри, појаки. Тоа е, са имавме ние некои отсутни фудбалери, кои повредени, кои не можеа да дојдат. Екипата на Систина преку против напади успеа да дојде до победа над One VIP во третиот надпревар. Екипите на One VIP и Систина го започнаа дуелот доста мотивирана, влегувајќи во надпреварот агресивно и пожртвувана. Екипата на Систина во овој сегмент на играта беше значително подобра, особено во делот на одбраната, што ја овозможи да развива против напади кои One VIP не можеше да ги контролира, а на полувремето Систина замина со предност од 3:0. Во вториот дел се проложи во ист ритам. Екипата на One VIP не можеше да најде против игра за Систина, па го загуби овој дуел со 6:1. Стрелец на погодокот за One VIP беше Илчо Удовалиев, додека головите за Систина ги постигнаа Ѓорги Иванов, Кристијан Димковски и Ивица Петровски. Екипата на Рамстор мощно мотивирано влезе во надпреварот со минатогодишниот шампион Уника. Тимската игра која ја негува Рамстор успеа да му создаде простор на Арслан кој со 4 погодоци беше најефикасен во првото полувреме и воедно и најзаслужен за водството од 5:0 по првиот дел од мечот. Во второто полувреме, понесен од својата публика, Рамстор проложи со одличната игра, не дозволувајќи и на Уника да се врати во овој надпревар и стигна до победа од 6:3. Стрелци на головите за Уника беа Бесими Нухиу и Арбен Нухиу, додека головите за Рамстор беа во изведба на Ведат Арслан и Ибрахим Бекир. Дечкиве заслушија победа, беа пофизички поготвени, ние немавме толку добра концентрација на почетокот на играта, па за 10 минути беше резултатот веќе 5:0 за нив и тоа беше, мислам, крај. Само другите минути требаше само да ги завршиме онака. Ова ни е прв пат сме учесници во оваа лига и мислам дека бевме подобри, тимска игра, сложни бевме, сакавме да победиме. Они мислам дека помалку има желба за победа. На што целите оваа сезона? Кои се вашите цели? На кој пласмент? Сигурно во Final Four влагаме и мислам дека ќе атакуваме за прво место. Оваа утакмица беше доста интересна. Се спремавме можеби психички повеќе од колку што требаше. Знаевме дека ќе биде доста напорна, меѓутоа ги добивме на оние контри на почетокот
Игравме доста цврсто, мислам дека беше некогаш и на граница на оној момент каде што треба да има повеќе картони. Драго ми е што победивме, бидејќи тоа е само дополнителен мотив подобро да играме, да се дружиме, бидејќи сепак оваа бизнес лига мислам и сметам дека е за да се забавуваме, да се дружиме и ништо повеќе. Дерби надпреварот помеѓу ЈСП и Елем го отвори Ничевски, кој му донесе предност на Елем уште во првата минута. Сепак по само 2 минути ЈСП возврати преку Серафимовски за 1-1. Во текот на целото полувреме се играше израмнет фудбал, во кој двете екипи постигнаа уште по еден погодок. Сепак во последните секунди од првиот дел ЈСП со голот на Павлович стигна до предност од 3-2. Во второто полувреме Елем преку Петровски по само 2 минути игра успеа да го израмни резултатот на 3-3. Гол по кој во екипата на Елем порасна и само довербата, па преку Милевски победа со 4-3. По финишот на надпреварот Елем успеа да го задржи водството и во тесна завршница да го добија овој надпревар со резултат 7-6. Стрелци на головите за ЈСП беа Велко Серафимовски, Љупчо Павлович и Маријан Србиновски, додека за Елем голови постигна Антонио Ничевски, Васко Петровски, Диме Илиевски и Синиша Ковачевиќ. Екипата на Окта немаше доволно концентрација, па го загуби дуелот со Македонски Телеком. Двата тима одиграа израмнето прво полувреме, градејќи неколку изгледни можности за погодок. Окта со одлична игра во текот на полувремето имаше неколку 100% шанси кои не успеа да ги реализира, па на полувремето се замина со најнепопуларниот резултат 0-0. Во вториот дел дојде до пад во концентрацијата кај Окта, што пак Македонски Телеком успеа да го искористи да дојде до предност од 2-0. Окта се обиде да се врати во надпреварот и во своите редови внесе голман играч, за да имаат играч повеќе во поле, но тоа се покажа како лоша тактика и Македонски Телеком се уште два погодоци ги постави конечните 4-1. Стрелци на головите за Македонски Телеком беа Душко Симоновски, Гоце Филипов, Ивица Велјановски и Михајло Лазаревски, додека голот за Окта го постигна Живко Котевски. Последниот надпревар од 8-то коло го одигра екипите на Гранит и НЛБ Банка. Надпреварот го отвори екипата на Гранит преку Митровски во третата минута, со што и само довербата во екипата се зголеми, па се до завршните 5 минути од полувремето имаше резултатска предност од 4-1. Сепак токму пред крајот на првиот дел, екипата на НЛБ Банка влезе во вистински ритам и успеа да се избори за поголем резултат, односно на полувреме замина со само 1 гол негатива. Во второто полувреме екипата на НЛБ успеа да го израмни резултатот на 4-4 и тоа со евроголот на Јовановски од средината на теренот, но Гранит во своите редови го имаше расположениот Каровски, кој со 2 гола ги постави конечните 6-4. Стрелци на головите за Гранит беа Стеван Митровски, Пепи Мицев, Семри Прентич, Сашо Каровски и Дарко Стојановски, додека за НЛБ Банка погодоци да ги постигнаа Дејан Кекеновски, Милош Денковски, Стојан Сапаловски и Мирослав Јовановски. Голман на колото е Данило Миладиновски од Македонски Телеком. Екипа на колото е Рамстор, а тренер на колото е Кире Атанасовски од екипата на Гранит. Во ова коло се истакнаа следните поединци. Дејан Зиков од Лукойл кој постигна 6 гола, Ведат Арслан за Рамстор постигна дури 5 погодоци, потоа Владко Петровски за Елем постигна 3 гола, Кристијан Димковски од Систина реализираше исто така 3 погодоци, а Сашо Каровски од Гранит постигна 2. Олраунд играчи кои погодуваа во клучни моменти асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за подигање на моралот во екипата во ова коло беа Синиша Ковачевиќ од Делем, Стефан Ницовски од Раде Кончар, Данило Апостоловски од Сава Осигурување, Ивица Велјановски од Македонски Телеком, Михајло Лазаревски исто така од Македонски Телеком и Пепи Мицев од Гранит.